Постои тренд на намалување на невработеноста кај младите. Ова е констатација на министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска, која нагласи дека во 2021 година на ниво на Македонија имало 94.000 невработени млади кои не биле дел од образовниот процес, разлика од 2016 година кога овој број изнесува над 116.000. Тренчовска вели дека процентот на невработеност кај младите изнесува 25% и се уште е висок, но затоа додава дека ќе продолжат со мерките за вработување. Од друга страна, истовремено невработеноста кај младите опада нешто под 25% во 2022 година. Ние како Министерство и Влада имаме системски пристап во решавањето на проблемите со кои се соочуваат младите преку имплементација на политики за вработување и носење на посебни закони како што се Законот за практиканство, Законот за младински додаток и Законот за младинско учество и младински политики. Иако демографските промени играа значајна улога во подобрувањето на клучните индикатори на пазарот на труд, воведувањето на гаранцијата на млади во 2018 година имаше особено голем ефект. Од воведувањето во 2018 година до денес над 70.000 млади луѓе учествуваа во гаранција за млади, 38% од учесниците во гаранција за млади добија понуда за вработување, континуирано образование и обука, што се смета за позитивен резултат. Показателите за последователно следење покажуваат дека околу 40% од оние што добиле понуда биле во позитивна ситуација 18 месеци по напуштањето на системот за обезбедување на услуги од гаранција за млади. Новата национална стратегија за вработување предвидува продолжување на гаранцијата за млади. Именно оваа година подготвуваме нов план за гаранција на млади за следните 4 години, кој ќе биде усвоен од страна на владата до крајот на оваа година. На ниво на општина Струмица во септември 2022 година евидентирани се 4.813 невработени, од нив околу 12% или 701 лице се млади од 15 до 29 години. Во Агенцијата за вработување во Радовиш евидентирани се 2017 невработени, од нив 385 на возраст од 15 до 29 години. Во Валандово од вкупниот број 740 невработени евидентирани во септември годинава, 102 се невработени млади.